Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Денес моето право за поставување на пратенички прашања ќе го искористам за да поставам 3 прашања, при што секако ќе почнам со прашање до министерот за економија, Крешник Бектеши, а кои се однесуваат на туризмот во Република Македонија. За да биде појасно за јавноста, а и да го потсетам министерот, ево и премиерот, ќе почнам хронолошки. Имено на 6 мај 2022 година, пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ поднесовме предлог закон за измена и дополнување на Законот за угостителска дејност. На 7 јуни 2022 година, на 73-та пленарна седница на Собранието на Република Македонија, овој предлог закон доби зелено светло, односно се изгласа потребата за донесување на истиот. И дотука се си беше во ред. На 24 јуни 2022 година, владата достави мислење во кое се согласува со мислењето на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ дека се потребни измени на овој предлог закон, но вели дека работела на нешто слично и му предложи на Собранието да не го донесе законот. Потоа, како што си е ред, нели, следуваше една апсурдна ситуација при која истите колеги од мнозинството, кои првин ја прифатија потребата за донесување на законот и го притиснаа зеленото копче, по изминати 5 месеци, по наредба на владата, без и да го видат тоа слично, без да прашаат кога точно да го очекуваме сличното да биде конечно сработено и имплементирано во Законот за угостителска дејност, овој пат си го притиснаа црвеното копче, кое значеше дека она што самите еднаш го изгласаа, веќе не важи. Од тогаш до денес помината е цела година и 4 месеци, а сличното се уште го нема, а нема ни трага, ни глас од најавените подготовки. Попатно, во текот на дискусијата по однос на овој предлог закон, слушнавме разноразни изговори од типот дека измените доцнеле заради дебатите за ребалансот на буџетот, кој во тој момент беа во тек, а денес се далечно минато, а измените на законот се уште ги нема. Туристичката сезона започна и заврши, а предлог законот се уште го нема. Од тука, моето прво прашање е кога конечно да ги очекуваме измените и дополнувањата на Законот за угостителска дејност. Понатаму, да подсетам дека во мај 2020 година тогашниот технички премиер, денешен министер Оливер Спасовски, изјави дека комплексот Македонско село ќе прераснел во стартап село, ќе се поставил брз интернет, а етно куќите ќе се пренаменеле во простор за заедничка работа. Со пренамената на просторот директно ќе се стимулирало отварањето на нови бизниси. Само 4 месеци по него, лично министерот Крешник Бектеши на 22 септември истата година најави, цитирам: "Меѓу приоритетите за поттикнување на иновативноста во земјата е и од македонско село да формираме стартап село кое ќе нуди можност за многу млади од земјава и странство да отворат бизнис без потреба од плаќање на режиски трошоци." Денес, после цели 3 години од изјавата за вашите приоритети, не само што македонско село не стана стартап село, туку веќе не е ни туристичка атракција, бидејќи зјае празно и е забрането за посетители. Идентично како се што е само на најава и очекување, впрочем, како и со ова по однос на измените и дополнувањата на Законот за угостителска дејност, исто така министерот Бектеши на 22 септември 2020 година
кажа, цитирам: "Веќе е започната постапката за законски измени со кои се овозможува основање на фирма со минимален износ на основна главнина од 1 евро и дека за поддршка на бизнисот во наредниот 4-годишен мандат ќе се работи на намалување на трошоците и административните процедури за добивање правна документација за потребите на бизнисот, како што се документи од Централен регистар, царина, документација за учество на тендери и други државни институции." Сте ги заборавиле овие изјави, но ние сме тука за да ве подсетиме и да ве прашаме: кои се вашите планови за комплексот Македонско село и дали планирате истиот воопшто да заживее? За крај, односно моето последно прашање, се однесува на она што го ветувавте во текот на изборите, односно на професионалните државни институции и департизиран државен апарат. 4 години потоа имаме институции преполнети со партиски кадри и партиска држава со привилегии за членовите на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Наместо ветената професионализација на институциите, донесовте брутална партизација на општеството. Сведоци сме дека голем број на институции, наместо со директори, функционираат со вршители на должност, односно ВД директори. За јавноста сакам да појаснам дека ВД директорите треба да ги исполнуваат условите потребни за директори и ВД директори можат да бидат 2 пати по 6 месеци. Но владата, спротивно на закон, намерно не распишува огласи за директори, затоа што знае дека партиските кадри кои ги поставува за ВД директори, од една страна не ги исполнуваат условите за да бидат директори, а од друга страна, спротивно на закон, владата им дозволува да бидат ВД директори во период подолг од законски предвидениот, како што кажав, 2 пати по 6 месеци. Овде пред се мислам на случувањата во центрите за социјални работи низ државава. Што се случува? Оправдано се сомневаме дека прво вработувате партиски кадри, кои потоа ги унапредувате, по примерот на Оливер Спасовски, директно за онолку скалила погоре, колку што се потребни за на крај да можете да ги именувате за ВД директори. Ете, вакви клопчиња правите, кои до толку се заплеткани што никој не може да ги одмота. Многу сакам да го слушнам бројот на вработувања и бројот на унапредувања во центрите за социјална работа од 2018 година до денес. Ако го имате и го знаете, бидејќи ова влада ништо не знае и за ништо не е информирана, би ве замолила да го слушне и јавноста. А моето конкретно прашање е која е точната бројка на директори и ВД директори во вкупно 30 центри за социјална работа низ Македонија. Ви благодарам. Претемничката Лидија